Европа го бара македонското јагне, ама за без пари. И годинава наместо посекуваните 180 денари за килограм, сточарите од регионот стоката ќе си ја продадат за џабе. Лоша е работа со цената на 140. Тоа е многу малку, многу ниска цена. Сами гледате тука дека мачеме се јагоја, сам и луѓе нема. И таква е ситуацијата, не знам што ќе биде. Сепак, побарувачката за македонското јагне на неколку денови пред католичкиот Великден е поголема од кога и да е. Потражња има, знае се дека нашето јагне, македонско јагне е со бренд више и еколошко јагне. Побарувачка овие нашите трговци имат и сега хрватите зборат, нели странските тамо Хрватска највише дека потражња имало. Но и покрај големиот интерес, лошата цена и големите трошоци се причина за намалување на сточниот фонд на истокот. Имено последните неколку години, речиси половина од сточарите кренеа раце од трлата, зашто крајната математика ним не им оди во корист. Трошковите се многу големи, а не може да излеземе на крај више. Сточарството, особено овчарството е катастрофално више. Најмалку 30 тона јачмен трошам. Најмалку 20 до 25 тона детелина. Значи тоа цената е 12 динара, 13, па и 14 јачмена дојде, нели преку сила што кој не можеа да си земат на време и до 14 дојде. Традиционално секоја година од источниот регион на европскиот пазар се извезуваат околу 15.000 јагниња. Неголемиот дел од нив се одгледуваат во Карбинско и Подплачковичките села. Намалувањето на сточниот фонд годинава веројатно ќе биде причина за намалување на извезените количини јагнешко. Се очекува на крајот од извозот бројката да не биде поголема од 10 до 12.000.